Влагата која е акумулирана во почвата од силните дождови од пред неколку денови и сегашните високи температури се сериозна закана за пченицата. Болести и штетници неа можат да ја ожнеат пред земјоделците, предупредуваат агрометеоролозите. Бидејќи имавме во изминатиот период повремени врнежи од дожд, попратени најчесто со невреме, дополнително ја усложнуваат ваквата состојба, бидејќи со зголемената влага и високите температури, мислам дека се создаваат едни одлични услови за појава на болести и штетници. Меѓутоа, најпогодена култура во овој период е пченицата. Најголеми штети се очекуваат кај оние подрачја каде што зрното е во крајна фаза на формирање. Сегашните високи температури можат да придонесат за негова дехидрација и ослабнување, а дополнително опасностите од болести можат да бидат катастрофални. За ублажување на последиците, експертите препорачуваат да се посветат максимално на поливање на културите, и тоа да го изведуваат во раните утрински часови или во касните вечерни часови, кога искористеноста на водата е поголема, и да обрнат посебно внимание на заштитата на растенијата, бидејќи сепак со ваквите временски услови имаме и високи температури и висока релативна влага, кои се оптимални услови за појава на болести и штетници. Добра вест е што опасноста е помала за пченицата во овчеполието, зашто таа е во фаза на полно зрно, но предпазливост и заштита е потребна и овде. Инаку за неколку денови овде треба да започне и жетвата, а во источниот регион ќе се жнее на околу 15.000 хектари. Сепак колку и ќе се ожнее, ќе зависи од тоа како посевите ќе реагираат на екстремно високите температури и колку земјоделците ќе успеат да се справат со нив.